Би сакала да искористам оваа прилика и да дадам кус коментар и одговор на едно многу актуелно прашање последниве неколку денови. А тоа се концесиите за рудникот Иловица. Во интерес на вистината, граѓаните, нашата јавност мора да знае дека овие концесии за рудникот Иловица се дадени во 2012 и 2013 година од страна на влада предводена од ДПМН, Никола Груевски, тогашниот негов соработник Христијан Мицковски. Таа одлука е донесена конкретно на 16 јуни 2012 година и истата е подпишана од неговиот близок соработник Зоран Ставревски и објавена во службен весник во јуни 2012 година. Еве таа одлука во службен весник која што излезена, како што кажав, 12 година и мислам дека камерите многу убаво можат да ја регистрираат. Во тој контекст не треба да се заборави фактот и дека тогашните градоначалници од редовите на ДПМН, градоначалниците на општините Босилово и Новосело, исто така носат одлука за отварање на овој рудник. Тоа значи дека од одлуките на ДПМН од тогаш ние сме влезени во еден судски лавиринт од кој што на вистина не можеме да излеземе. Но факт е дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од прв ден е против отворање на овие рудници. Кога лично шефот на Мицковски Груевски во 2016 година најавуваше отворање на дури 10 нови рудници во југоисточниот дел од нашата земја, нашата партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, беше против. И ние секогаш ќе сме против одлуки кои што граѓаните не ги прифаќаат, а во овој случај се работи за отворање на рудници на места каде што тие не ги сакаат. Ви благодарам.